Кралицата Мадона го приложи своето патување низ Грција, а по прославата на 68-миот роден ден на крв, овој пат сподели фотографии од нејзината посета на островот Патмос, каде престојувала со синот Роко Ричи. На фотографиите што ги објави на Инстаграм, пејачката е облечена во светол фустан со цветна марама на главата и чипкани ракавици. Дел од кадрите се направени во црковен амбиент, каде Мадона е фотографирана покрај икони со црковна книга во рацете и додека пали свеќи. За време на 3-деневниот престој на Патмос, таа ја посетила и пештерата на Апокалипсата, едно од најзначајните христијански места на островот. Молитви од Патмос. Каков магичен остров. Навистина го почувствував Божјото присуство таму, напиша Мадона во описот на фотографиите. Посетата имала и особено емотивно значење за пејачката поради нејзиниот 26 годишен син Роко. Таа откри дека токму Грција ја посетила и додека била бремена со него. Првиот пат кога отидов во Грција беше во 7-миот месец од бременоста со Роко. Посебно е чувството повторно да го однесам таму сега како возрастен маж. Повторно да се поврземе, да се потсетиме, добро е за душата, напиша таа. Меѓу објавените фотографии има и неколку заеднички моменти на мајката и синот, од трпеза покрај морето до кадри со поглед кон грчкиот пејзаж. Роко е фотографиран и додека се капе во морето, како и во впечатлив кадар на зајди сонце. Джорџина Родригес, сопругата на португалскиот фудбалер Кристијано Роналдо, наводно го завршила законскиот процес за посвојување на неговите 3 најстари деца, Кристијано Роналдо Джуниор и близнаците Ева и Матео, објавија португалските медиуми. Доколку бидат дадени потврди, Джорџина Родригес законски ќе стане мајка на сите деца на Роналдо. Таа веќе е законски признаена како мајка на двете ќерки што ги има со Роналдо, Алана Мартина и Бела, според шпанскиот весник АС. Роналдо и Родригес се венчаа на 11 август во нивниот дом во португалскиот град Кашкаиш, денот што се совпадна со 10 годишнината од нивната прва средба во продавницата на Гучи во Мадрид. Роналдо го доби синот Кристијано Джуниор во 2010 година, додека близнаците Ева и Матео се родија во 2017 година. Истата година Родригес ја роди нивната прва ќерка Алана Мартина, додека Бела Есмералда се роди во 2022 година. Во 2022 година двојката го загуби својот син Ангел, брат близнак на Бела, кој почина за време на породувањето. Шпанските новинари наведуваат дека дури и пред евентуалното законско посвојување, Родригес ги сметала децата на Роналдо за своји, бидејќи сите 5 деца пораснале заедно. Всушност, ова се и децата на Джорџина. Сите 5 деца пораснале заедно од мали нозе. Таа секогаш велеше дека тие се нејзини деца, изјави новинарката Белен Родригес во шпанската телевизиска емисија El Verano se mueve. Денес роден ден прославува една од најпрепознатливите и најавтентични личности на македонската музичка сцена, Сузана Спасовска. Пејачката родена во Скопје 64 година, со децени е синоним за моќен вокал, впечатлив сценски настап и огромна љубов кон македонската народна песна. Нејзиниот музички пат започнал уште во детството. Пеела во повеќе хорски ансамбли и пејачки групи, а на само 11 години била член на детскиот хор Развиорче. Професионалните почитоци ги направила во втората половина на 80-тите, пошто следувале првите снимки за МТВ, фестивалски настапи и првиот албум Зенуе. Од тогаш започнува приказната за една кариера која ќе донесе бројни хитови, концерти, фестивалски награди и настапи пред публика ширум светот. Крајот на 80-тите и особено 90-тите беа период во кој Сузана Спасовска изгради препознатлив сценски идентитет. Нејзините настапи не поминуваа незабележано. Покрај гласот, публиката со внимание го следеше и нејзиниот изглед, сценскиот настап и кореографијата.
Документарниот филм Добри луѓе на режисерот Милчо Манчевски посветен на кочанската трагедија и на луѓето погодени од пожарот во дискотеката Пулс, повторно ќе биде прикажан во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани. Од установата информираат дека поради големиот интерес, а откако за првата проекција на 22 август приоритет им бил даден на повредените лица и на семејствата на загинатите, капацитетот на салата бил пополнет за кратко време. Поради тоа Добри луѓе ќе има уште 2 бесплатни проекции на 24 и 25 август со почеток во 19 часот. Поради приоритетот даден на повредените лица и семејствата на загинатите во пожарот во дискотеката Пулс, првата проекција на документарниот филм Добри луѓе на режисерот Милчо Манчевски на 22 август за кратко време го пополни капацитетот на салата, соопштија од Центарот за култура Бели Мугри.